Американскиот претседател Барак Обама никогаш немал поголема надеж за иднината на Соединетите Американски држави отколку синоќа. Тој ова го кажа на неговото годишно обраќање пред Конгресот за состојбата во која се наоѓа нацијата. Обама имаше зборувано пред Конгресот и 3 пати пред тоа, но тоа не потпаѓа под оваа категорија, бидејќи немаше навршено 1 година на функцијата. Madam Speaker, the President of the United States. И покрај тешкотиите низ кои минуваме, нашата унија е силна, рече Обама. Ние не се откажуваме, ние не криваме раце, ние не дозволуваме стравот и поделбите да не го скршат духот. Во оваа нова деценија време е американскиот народ да добие влада што е соодветна на нивната честност и која е одраз на нивната сила. А сето тоа почнува со економијата, рече Обама, и со тоа го започна најголемиот дел од својот говор, во кој наброја многу тешки предизвици пред кои се наоѓа Америка денес и даде многу уверувања дека напредок за оваа земја не само што е можен, туку тој нема да прифати ништо помалку од Америка на прво место. Америка лидер. Ги намалуваме даноците, рече Обама, за 95% на работните семејства. За оние кои првпат стануваат собственици на дом, за малите бизнеси, за родителите кои се обидуваат да се грижат за своите деца, за 8 милиони американци кои плаќаат за коледж. Овие успеси тој ги припиша на актот за опоравување и ги поврза со проблемот број 1 во Соединетите Американски држави денес – невработеноста. Работните места мора да се наш фокус во 2010-та и затоа јас вечерва предлагам нов закон, рече тој. Предложи земање 30 милиарди од парите што банките на Wall Street ги вратија, за да се употребат за помагање на банки на заедниците, што ќе им дадат кредити на малите бизнеси за овие да останат солвентни. Обама зборуваше за вработување на американците денес, за утрешна инфраструктура. Зборуваше за сериозна финансиска реформа, за потребата да се охрабрува иновативноста на американците. Меѓу неговите поенти беше потребата за поголем американски извоз и инвестирање со вештината и образованието на народот, преку подобрување на образованието, особено во основното и средното училиште. Обама кажа дека не се откажува од реформата на здравствената заштита, што на крајот би го намалила буџетскиот дефицит. Од тука, тој мина на објаснување на кои други начини има намера да го намали дефицитот, што сега е над 1 трилион, а за следната деценија се очекува да се зголеми на 8 трилиони. Почнувајќи од 2011-та, подготвени сме да го замрзнеме владиното трошење за наредните 3 години, рече Обама. Последниот дел од говорот на американскиот претседател беше посветен на војните, на еднаквоста според уставот, на силата што доаѓа од диверзитетот, на имиграционата реформа. Јас водев кампања на ветувањето за промена. Знам дека има многу американци кои не се сигурни дека се уште веруваат во промена или дека јас можам да ја донесам. Но јас никогаш не реков дека таа промена ќе биде лесна, ниту дека јас тоа можам да го сторам сам. Единствената причина што ние сме тука е што американците никогаш не се плашеле да го направат тоа што е тешко, тоа што треба, дури и кога резултатот е неизвесен. Духот што ја одржа оваа нација повеќе од 2 века продолжува да живее во вас, во народот. Завршивме тешка година, минавме низ тешка деценија, но ние не се откажуваме, ќе почнеме одново, ќе го одржиме сонот и уште еднаш ќе ја зајакнеме нашата унија, рече на крајот на своето обраќање претседателот Барак Обама. Лилица Китановска, од Гласот на Америка на македонски јазик, Вашингтон.